Процесот на биолошки потпомогнатото оплодување или инвитро фертилизацијата покрај партнерите несомнено голема улога има специјалистот гинеколог акушер и активностите на ембриологот. Токму оваа последна констатација која што споменав, односно специјалноста ембриологија, денеска во центарот на вниманието во Фактор здравје, бидејќи тие имаат клучната улога и знаење во однос на успешноста на едно инвитро. Да, како до поуспешно инвитро е денешната тема во Фактор здравје, со која ве поканувам да останете во продолжение со нас и со која ви посакувам и денеска срдечно добре дојде. Приватна здравствена установа по стоматологија, Ургентен стоматолошки центар, специјалистичка установа по орална хирургија, Нова Дентал Груп Скопје. Закажете термин на 2060-666 и на 2060-999. Животот ми приреди едно непријатно изненадување. Ми беше констатиран рак на дојка. Оперативно беше успешно отстранет. Меѓутоа, следи процес на хемотерапија и радиотерапија. Проследен со многу големи мачнини, гадења, повраќања. Меѓутоа, јас по медицинска препорака успешно го пребродив сето тоа благодарение на Г132 плюс Натурал. Јас успеав благодарение на Г132 плюс Натурал. И денес тој е моето секојдневие. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете Г132 плюс Натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734-350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Gay Kids ви го најавува новиот хит, ова не е шега, ова не е виц. Аха. Gay Kids. А, Б, С, Д, Г. Го прашат се деца, болестите од ова се плашат. Подобро вратило, после ночка, имунитетот ке е силен као само речет. Гекица продуктот, здрави резултатот. Ке ти даде се сила да продолжи по патот. Ова не е шега, ова не е виц. За сите деца, пите Gay Kids. За силен имунитет, за здраво детство. Gay Kids. Новиот центар за плодност, клиниката Newborn Clinic, веќе во неколку наврати ја споменавме во Фактор здравје и запознати се со нивната работа и референтност, и она што сакам на почетокот уште еднаш да ви посочам е дека Newborn Clinic е достапна секојдневно на телефонските броеви 077-443-443, како и на фиксниот телефонски број 02-2734-350. Доколку сакате директно да контактирате со нив, да закажете термин или да се советувате, слободно можете тоа да го направите и на нивната страница на глобалната мрежа newbornclinic.mk или директно во нивните простории на булеварот Борис Трајковски 44 на патот кон населбата Драчево во Скопје. Денеска, како што споменав, заедно со Newborn Clinic ќе ви ја приближиме темата како да успешно инвитро оплодување и она што е најважно, што веќе го споменав, она што го работат биолозите, односно конкретно човекот кој што денеска гостува во Фактор здравје и ќе зборува на споменатата тема. Тој е доктор на медицински науки Бирол Ајдин, специјалист ембриолог од Newborn Clinic. Добар ден и како сте вие денеска? Thank you very much. I am okay and I want to say И сакам да кажам убав ден на сите кои не гледате, кои работите, кои сте дома. Да, благодарам во нивно име и уште еднаш да споменам дека во однос на преводот од македонски на англиски и обратно и денеска ќе ни помогне Ивона Гуцева. Оно што сакам на почетокот да го кажеме, бидејќи кога се споменува инвитро фертилизацијата покрај партнерите кои што се важни, гинекологот, акушер и вие ембриолозите сигурно во однос на финансискиот ефект и договорот кој што вие го имате со фондот за
за здравствено осигурување на Република Македонија. Дали сите осигуреници може да ја добијат таа услуга и како административно таа тече? Yes, all of our patients сите наши пациенти insurance, кои имаат здравствено осигурување можат да го направат целиот овој процес на овој начин. Тие може да најдат нашата клиника во системот на фондот, ПЗО и на систем. И според ова може да дојдат во нашата клиника, ќе ги спремат целата документација за нив, може да аплицираат во фондот, и ако имаат позитивен одговор од фондот, може да го направат инвитро процедура така и нас. Покриено од фондот. Кога зборуваме за инвитро фертилизацијата или биолошки подпомогнатото оплодување, денешна тема ни е како да се постигне успешно инвитро. Па зошто кај некои партнери, односно кај некои мажи и жени, тоа инвитро не успева секогаш? За инвитро фертилизација имаме многу причини зашто пациентите имаат неуспешен резултат. Првата страна доаѓа од кај жените. Ако жената нема доволно рецептивност на ендометриумот, ако има висок body mass index, исто намалена оваријална резерва и многу други работи како ендометриоза, миоми, полипи, сите овие работи даваат негативен ефект за резултатот. А од ембриолошка страна, може би лош квалитет на ембрионот, а од машка страна лош квалитет на спермата и сите овие заедно донесуваат негативен резултат. Секако, исто и психолошкиот фактор постои и многу влијае овдека. А решението е кога го почнат овој процес дека треба да се чувствуваат спремни за да споминуваат низ овој процес, да се ги решат сите прашања и проблеми во својот ум, да ја почнат оваа процедура и се ова ќе помогне за да биде поуспешно понатаму. Во вашиот одговор го ја споменавте рецептивност или она што ендометриумот треба да го направи во однос кај жената кога е проблемот кај неа, што тоа значи, каква техника вие во Newborn Clinic применувате и што значи ендометријалната кокултура? Ендометријалната рецептивност е многу тешко да се организира нешто за ендометриумот, за да се покачи таа ендометријална рецептивност, така што не може да се види тоа на ехо, што се случува внатре во ендометриумот. Исто така, немаме некои специфични лекови кои што можеме да ја подобриме рецептивноста на ендометриумот. Така што, според овој проблем, користиме ендометријална кокултура, методот. Тоа е, спремаме вештачки ендометриум во нашата лабораторија. Од 21 ден на менструацијата земаме под анестезија од 5 минути, значи пациентите нема да почувствуваат никаква болка, земаме парче од нивниот ендометриум и во лабораторија почнуваме да растеме многу клетки од овој дел. На крајот на процесот има околу 10 милиони, 15 милиони клетки од тој ендометриум и зависи од ендометриумот и рецептивноста. Кога 21 ден ќе земеме ова парче, почнуваме со нивната инвитро процедура, почнуваат да примаат инекции хормонски, и кога ги земеме јајните клетки од нив под анестезија, истиот ден од овие клетки кои сме ги земале 21 ден од пациентката, како кревет за спиење. И во тој кревет ги ставам нивните јајни клетки едно по едно, и во овој кревет правиме екси процедура. Ја оставаме сперматизоидот внатре во јајната клетка и на овој начин им даваме шанса на јајната клетка да биде во својата природна средина, односно во ендометриумот. Не користиме никаков раствор за инвитро, туку природно расте ембрионот се до бластохиста, до 5-тиот ден од ембрионална фаза, и го трансферираме ембрионот
заедно со ендометриалните клетки. Така што овие ендометриални клетки почнуваат да го зголемуваат рецептивноста на ендометриумот. Имаме многу повеќе шанса за бременост. Ова е нова техника и тешка техника за секој инвитро центар, бидејќи процедурата е многу тешка. 14 дена, цела ноќ треба цело време да се менува таа култура. Многу тешка процедура е за ембриологот и за биологот. Но со оваа техника веќе сме направиле во Македонија на 5 пациенти. И кај овие 5 пациенти сите веќе имаат повеќе од 5 инвитро предходно, без успех. Некои од нив имале проблем со ендометриална рецептивност, некои од нив со квалитет на ембрионот, но од овие 5, кај 4 има бременност, а кај една се уште чекаме резултат. Така што со оваа техника веруваме дека решаваме овој проблем за рецептивноста на пациенти кај пациенти. Ако добро ве сватив, значи суштината покрај трпеливост и тие 14 дена кои што треба да поминат, треба да се подготви соодветно она што се нарекува ендометриум кај жената, за да тие кои што ќе се изведат келии, како што реков, се стават во тие кревети подготвени и потоа се направат здрави ембриони кои што потоа повторно би се вратиле во утробата, односно во ендометриумот на жената. Значи соодветна подготовка на ендометриумот пред се треба. Она што го рековте на вештачки начин некој. Нашата главна цел е да подготвиме добар квалитетен ембрион и добра рецептивност на ендометриумот. Бидејќи тие одат заедно за да дадат успех. Например, ова е моје мислење да има 60% од ембрионот, 40% од квалитетот на ендометриумот. Така што заедно мора да бидат за да има успех. Затоа нашата прва цел е на ендометриумот да му дадеме висока рецептивност. Од тие 100% за успешно инвитро, значи 40% припаѓаат на добро подготвен ендометриум, како што веќе кажавте. Ова посебно сакам уште еднаш да го потенцираме и веќе имаме некого на линија. Она што ви го нудиме се 6091924 и 6091925, двата телефонски броеви. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Поздрав до водителот и до гостинот. Ви благодарам, господја. Сакам едно прашање да поставам. Тука е близко до темата. Имам една сна, има 3 машки. И са дали може доктор да каже, дали читавме на интернет како некои плодни денови, неплодни, женско за машко дете, за женско дете. Ако сакаш женско, што треба да биде, дали со инвитро може такво нешто или како. Таа тема многу не интересира, ако може накратко да каже нешто. Значи вашата снаа сака да има девојче. Женско. Да, како што ве разбрав. Добро. Да. Ако јас сум волшебник. Дали може така да не говори нешто малку накратко? Да, ви благодарам за прашањето. Actually, this kind of question always make me smile because many patients try to have baby, but who has a baby already they are trying to have something Нашите пациенти кои што имаат деца и после потоа сакаат да пробаат нешто поинакво. Од страна на науката ако гледаме, да, секако дека е возможност од генетски аспекти да има бебе кое што е машко или женско, но многу држави во светот не постои ништо за ваква техника. Исто така во Македонија го нема ова. Така што забрането е да се прават вакви работи во Македонија. Но во Европа некои држави ова е легално и може да го направат тоа. Но во Македонија не е возможно. Но секако од аспект на науката возможно е од генетски аспект да се има машко или женско, но повторно ви велам, ова не е многу етично според мене, бидејќи влегувате во природата малку, така што има 3 прекрасни момчиња и мислам дека може би е доволно за нив, но ова е само моје мислење. Да, благодарам за првата гледачка, доколку сакате и вие слободно продолжете, јавувајте се директно во Фактор Здравје или доколку сакате да поставите прашања, а сепак јавно тоа да не се случи, оставете ги вашите податоци и прашање во режија. Еве имаме уште едно јавување, уште една гледачка или гледачки откриеме. Добар ден. Добар ден. Повелете, господјо, добро дојдени сте. Сакам да го прашам докторот гостинот во студиото. Во ред. На почетоков слушнав за неговата постапка со
вештачкиот ендометриум. Сега сакав да прашам, дали таа постапка приватно се наплаќат или можете и со купонов од фондов што го издаваат? Благодарам за прашањето. Тоа ме интересира. Да. И ако е приватно, мислам колку кошта. И вашиот интерес да се јавите? Околу цените сепак нека се јават на вашите телефонски броеви. Јас уште еднаш ќе ги потсетам и ќе ги повторам 077443443, како и 022734350 или Newborn Clinic можете директно да ја контактирате на нивната страница newbornclinic.mk или директно во нивната институција на булеварот Борис Трајковски број 44 во правец на населбата Драчево. Дали го разбравте прашањето или да го повторам? Повелете. Да, разбрав. Можам да ви кажам ваков одговор на ова. За цената на ова треба да дојдете во нашата клиника, бидејќи секој организам има различна ситуација и треба различна подготовка, а за фондот покрива само класично инвитро. Тоа тие плаќаат за подготовката на инвитрото, за пункцијата, за анестезијата, 30 ампули од хормони и за ембриотрансфер. Сега, ако ендометриална култура е нова техника, е многу различна процедура и ова се наплаќа приватно. Така што за ова можат да не контактираат и нашиот финансиски оддел ќе им помогне. Да го слушнеме и следното јавување. Добар ден. Добар ден. Повелете и вие со прашање? Неколку пати се обидувам, да добивам информација без да одат да се малтретираат по постапка за инвитро преку фондот на приватно. Не ми одговара, ни на телефон, дојдете тука, зашто ја кријат цената. Нека кажат отворено, има луѓе што сакаат и можат да си го платат тоа, колку чини постапката за инвитро на приватно да се дојде. Ориентационо, ако не може да кажат толку. Добро, благодарам за вашето прашање. Дали го разбравте? Yes, I understand. Да, разбрав. Yes, actually is looking like same question, but ова изгледа како истото прашање, но проблемот е што за секој пациент, знаете, прашуваме различни, правиме различни тестови, различни техники и различно им даваме хормони. Така што ако кажеме некоја цена овдека, посебно за мене, јас сум медицински доктор, јас не сум толку поврзан со таа ситуација, со финансиската ситуација. Ќе се добијат вистински одговор за ова ако се јават нашата клиника или ако не посетат. Така што тоа би било најдобро, бидејќи јас морам да слушнам неа каков проблем има, каква техника треба да се користи. Ова е главната грешка што ја гледам општо. Што за секој пациент не може да користи класично инвитро и секој пациент не е ист. И ние сме с клиника, ние работиме со наука и не можеме нешто да направиме исто за секого. Така што за тоа немаме одговор за ваков вид прашање. И можам да кажам некаква цена, но ако дојдат во нашата клиника и видиме нешто поинаку, ќе бидат тие во тешка позиција исто како и јас. Уште еднаш ве ги покануваме сите заинтересирани да дојдат на една консултација на еден совет, тоа е бесплатно, нели? Сепак им го дадете и ќе ги насочите понатаму. И во овој прв дел од разговорот уште еднаш би сакал да нагласиме дека ова ендометриална кокултура или подготовка на ендометриумот се прави во кој случај? Дали само жени што имале неуспешни инвитра претходно или може при прво инвитро да се направи? Ендометриална кокултура општо не е подобро за прво инвитро. Тие што имале повеќе инвитра кои што имаат повеќе од 35 години, кои што имаат потежок проблем со развивање на ембрионот, за овие пациенти е многу попогодно. За прво инвитро обично не им предложуваме да го направат тоа. Исто така од финансиска страна гледаме за инвитро подготовката, така што општо за прво инвитро не е баш погодно. Благодарам за овој дел од разговорот и за вашите јавувања. Продолжете да се дружите и со нас во вториот дел, каде што ќе имаме уште многу интересни прашања и одговори до доктор Биро Лајдин, кој што денеска зборува на тема како до успешно инвитро.
Се е најубаво на единствената фестивалска понуда летово. The Festival во Дојран, Ману Чао Лавентура, Кирил Джајковски и TK Wonder, Фолтин, Пет Копи, Љубој на Брас Фентези, културно-уметнички работници, Бла Бла Бла, За, Foolish Green, PMG Колектив, Електрични оргазам, Оратница, Джун, Новиот почеток, многу други артисти и едно чудо активности во најнезависниот камп на 5-тиот The Festival. Од 17 до 19 јули во Дојран. Супер промотивна цена од 600 денари за 3-дневна влезница и камп место. thefestival.mk. Се е најубаво. Ремедика. Прва приватна општа болница. Прашај пријател. Работниот век го поминав како новинар, во младоста не одев грижа за здравјето, не користев терапија за холестерол, триглицериди и крвен притисок, имав проблеми со срцето, преживеав неколку инфаркти, а влегов и во семејството на диабетичарите. Но од кога почнав редовно да употребувам капсула G132 плюс натурал, почувствував чудотворен ефект, ми се врати силата, концентрацијата, издржливоста при работа и пешачење и менталната кондиција. Имунолошкиот систем е одличен, крвниот притисок стабилизиран, шеќерот нормализиран. И затоа, секој работен ден ми почнува со капсула G132 плюс натурал за убав и успешен работен ден. Јас успеав, следете ме. За да го избегнете оксидативниот стрес и да го подигнете имунолошкиот систем, за да се заштитите од преку 100 хронични заболувања и да го спречите напредувањето на слободните радикали кои се главни причинители на тешки заболувања. Користете G132+, една капсула пред доручек и пред вас имате сигурна формула за долг и здрав живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од месоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Gay Kids ви го најавува новиот хит, ова не е шега, ова не е виц. Аха. Gay Kids. ABCDG, го прашат се деца, болестите од ова се плашат. Подобро вратило, посилно отшкрек, имунитетот ке е силен као само речек. Гекица продуктот, здрави резултатот. Ке ти даде сила да продолжи по патот. Ова не е шега, ова не е виц, за сите деца пите Gay Kids. За силен имунитет, за здраво детство. Gay Kids. Го следите новото продолжение од Фактор Здравје. Добре дојде ви посакувам вам кои од овој момент сте со нас во друштво и она што денеска ви го нудиме е темата како да успешно инвитро, тема која што денеска ви ја доближуваме преку гостувањето на доктор на медицински науки Бирол Ајдин, специјалист ембриолог од Newborn Clinic, новиот центар за плодност кој што уште еднаш ке повторам можете да го најдете директно на булеварот Борис Трајковски 44 во насока на населбата Драчево, веднаш после цементарницата во Скопје и она што наједноставно е да ги контактирате на нивните два телефонски броеви 02 2734 350 и 077 443 443. Можете и на глобалната мрежа да ги најдете newbornclinic.mk. Она што денеска го имаме и што доктор Ајдин веќе го споменавме, беа аспектите како да се дојде до успешно инвитро. Многу често, сигурно пациентите прашуваат, идните родители, а и мене лично ме интересира зошто некогаш се прави ембриотрансфер третиот, петтиот ден и според кој критериум тоа се одредува? Exactly, we have this kind of way for choosing a third day or начин да се избере трети или пети ден. Првата важна работа е каков е менструалниот циклус на жената, односно колку денови трае.
целиот циклус. Вториот начин е кога се припрема ендометриумот, колку е дебел ендометриумот. И трета работа е пробуваме за многу пациенти да направиме трансфер на бластохиста за да им се зголеми шансата. Но кога ги почнеме да правиме фертилизација, секој ден ги проверуваме ембрионите и нивниот квалитет и секој ден ги информираме нашите пациенти како се развива нивниот ембрион, ги знаат сите информации за нивниот ембрион, кога дојдат во нашата клиника. За секој чекор имаат извештај, имаат слики од ембрионите, имаат слики од ендометриумот, така што ги стојат нашата клиника со чисто. Кога се прави фертилизација, исто така почнуваме да го контролираме квалитетот на ендометриумот. Ако е повеќе од 9 до 12 милиметри, правиме трансфер. Исто така, ако треба да правиме на 5 ден бластохиста, но ако пациентот нема многу јајни клетки, ако се само 3 или 4, пробуваме да направиме трансфер на третиот ден. Ако претходно пациентот имал трансфери на трет ден, а со неуспешни инвитро, тогаш секако пробуваме да чекаме до 5 ден за бластохист трансфер. Исто така треба да сватиме што е вистинскиот проблем, ако ембрионот не се развива како што треба, кој е ризикот за ембрионот на овој пациент. Ќе ви дадам еден пример. Имавме еден случај кој претходно имал многу инвитро, но сите со неуспешна фертилизација, нема воопшто фертилизација, ниту ембриотрансфер. И нивните јајни клетки, незините јајни клетки, нема никаков одговор за чистењето на јајните клетки, така што нормално пред екси процедура почнуваме да ги чистиме јајните клетки, заштитниот вид на јајните клетки со посебен раствор, но кога почнавме да ги чистиме низините клетки со овој раствор, низините јајни клетки веднаш распукнуваа. Така што според ова направивме екси процедура без чистење на тие јајни клетки, потоа исековме оваа заштита со лазер и сега е бремена и двата ембриона се во ендометриумот, двете имаат срцева акција, среќна е и се е во ред со неа. Сакам да спомнам овде дека ембриологот посебно почнува од почеток до крај. Треба да бидете многу внимателни. Треба сите чекори да бидете внимателни, да користите нова технологија и теко цело време да имате нови идеи за како да се направат добри ембрионите и квалитетот на јајните клетки. И уште еднаш да нагласиме дека секоја жена кога прави ембриотрансфер и пристапот во однос на ембриотрансферот е индивидуален. Кај некоја, како што рековте, третиот, односно петтиот ден се врши тоа. Да нема забуни. Една жена, односно две жени немаат исти ембриотрансфер. Секоја е посебно индивидуално се разгледува. Да. И уште еднаш да потсетам дека можете да не контактирате и да поставите прашање на 6091925 и 6091924. Она што во меѓувреме пристигна едно прашање од гледачка од Тетово, која што спомена да спомнеме неколку аспекти во однос на мажите, како да се подобри рецептивноста на спермата и она што треба да се создаде со јајцеклетката во еден ембрион. Таа прашува како да се зголеми бројот и квалитетот на спермата кај мажите. За квалитетот на спермата и зголемување на подвижноста на спермата или концентрацијата на спермата. Имаме во медицината многу лекови таблети, но повеќето од нив не даваат никаков позитивен ефект на пациентите. Секако ова зависи од хормонските нивоа, од многу други ситуации, но главната работа што се однесува на сперма со лош квалитет има на природен начин се лекува со антиоксиданти, со некои растенија. Ако пациентот има ваков проблем, може да дојде на бесплатна консултација во нашата клиника
Имаме еден посебен рецепт за нив, кој што не вклучува хормони или некои лекови. Пробавме на многу пациенти со овој рецепт и имаме многу пациенти кои што им се зголемува концентрацијата, имаме многу пациенти кои што останаа бремени без инвитро. Така што велико пациенти кои што имаат ниска концентрација на спермата или намалена подвижност може да не контактираат и ќе им помогнеме. Споменавте дека апчињата или медикаментозната терапија може негативно да се одрази на квалитетот и бројот на сперматозоидите. Дали тоа значи дека некои животни навики, конкретно кај мажите, кај машкиот партнер може исто така неповолно да влијаат врз подвижноста на сперматозоидите, како пушењето, стресот, алкохол, прекумерна телесна тежина? Yes, exactly. Ако ги користат овие таблети, треба да ги користат овие под контрола на уролог, а посебно на андролог. Цигарите имаат многу повеќе ефект за лошата сперма и за мала концентрација, така што кога луѓето одлучуваат да имаат деца и тешко е да остане бремена партнерката, прва работа треба да бидат многу подалеку од цигарите. Цигарите се големи убици на спермата и на квалитетот на спермата. Секако стрес, кој пие многу алкохол, тие со многу, но сите истражувања покажува дека првиот убиец се цигарите и стресот и кој работи некоја работа која треба да седи премногу, не се движат премногу, не се спортуваат и сите овие работи прават проблем. И да не ги ставаат своите таблети или мобилни во скутот и во џебовите, бидејќи овие микрозраци секогаш прават проблем за концентрацијата на спермата и за квалитетот. Уште еднаш сакам да ве потсетам дека имате време на еден од двата телефонски броеви да се јавите, ги имате истакнато на вашите мали екрани. Она што сакам уште еднаш да ве потсетам дека денеска зборуваме како да успешно инвитро, тема која што ја разговараме преку гостувањето на доктор на медицински науки Бирол Ајдин, специјалист ембриолог од Newborn Clinic, новиот центар за плодност, кој што се наоѓа на булеварот Борис Трајковски број 44 во Скопје, и можете да ги контактирате на нивните два телефонски броеви 2734 350 и 077 443 443. Она што сакам уште да ве прашам, кога сме кај мажите или машкиот партнер кој што е одговорен исто така колку што и женскиот партнер во процесот на инвитро фертилизација или биолошки потпомогнато оплодување, како вие како ембриолог ги одбирате добрите или квалитетни сперматозоиди во процесот на инвитро, кога ја применувате методата ICSI или ICSI метода? When we start to produce egg from patient, to pick up eggs from patient, then we are starting to prepare their spermatozoid. Припремаме спермата. Општо секоја ембриолошка лабораторија и клиника за кои се имаат материјал од спермата прават центрифугирање и ги бираат тие сперматозоиди кои се движат и прават ICSI метода. Ние имаме малку поинаков начин. Работиме со систем на бариери за подготовка на спермата. Прво, со ова центрифугирање земаме квалитетни сперматозоиди, па со ICSI метода имаме посебна чинија во која што средината има магнет, ги ставаме сите овие добри сперматозоиди околу тој магнет и само тие што се здрави и зрели сперматозоиди ќе се залепат за овој магнет, ги земаме тие сперматозоиди и со ICSI метода 600 пати ги зголемуваме под микроскоп и го проверуваме квалитетот на главата, бидејќи целиот материјал е во главата и така најквалитетниот сперматозоид го земаме и со ICSI метода го ставаме во јајната клетка. Така што на овој начин го елиминираме машкиот фактор и сигурни сме дека добар сперматозоид е ставен и очекуваме квалитетен ембрион. Уште едно јавување ќе ни ја разубави и ќе даде придонес денеска во Фактор здравје. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете, господјо, и вие со ваше прашање или некое искуство да споделите, што имате на ум?
Дали ме слушате? Ало, добар ден, да. Во програма сте, господјо, повелете? Вака, сакам да поставам, да ве поздравам прво и да поставам... Ви благодарам. Две прашања. Да, слободно поставете. Првото ме интересира тоа што има, значи, две неуспешни инвитро. Првото беше неуспешно, првото беше со природен циклус, значи со сопствена јајцеклетка, без никакви стимулации. Инвитрото беше неуспешно. Наредниот пат после 6 месеци, значи ново инвитро се обидов да направам, но со тоа што сега имав стимулација со 40 постимуни, но при тоа не се јави ниту една јајцеклетка плюс мојата, што значи само една јајцеклетка беше земена. И на крај испадна всушност да јајцеклетката е неправилно поделена. Сега ме интересира поради што се јавува тоа неправилна делба на јајцеклетка. Добро, тоа беше вашето прашање. Благодарам за прашањето. Дали го разбравте? Yes, да, I understand the question. So first, as I understand, she is poor responder of patient. Не реагира на хормоните. Не дава добра реакција на хормонската терапија. Big number of hormones, бидејќи користела голем број на хормони, но колку што разбрав имала само една јајна клетка. За вакви пациенти ни треба многу добра подготовка пред да го почнеме инвитрото. Ако сака да има успех, прво мора да ја припремиме 2 или 3 месеци со неколку лекови или со некои рецепти на природен начин, за да добре во добра здравствена состојба, тогаш да го почнеме инвитрото. Бидејќи не одговара добро на хормоните, колку што разбрав за неа користеле долг протокол, а краток протокол е многу поуспешен за пациенти кои не реагира добро на хормони, така што како решение може да дојде на бесплатна консултација кај нас, ќе ја провериме целата историја и ќе почнеме со некоја терапија 2 или 3 месеци. И потоа, ако имаме повеќе фоликули, тогаш ќе може да почнеме со инвитро процедура. И кратко, зошто доаѓа на неправилно делење на јајцеклетката, чинам дека праша уште господјата. She asked why wasn't it multiplying correctly for the oocyte, but I think she meant embryo. So when we have, кога има само една јајна клетка, doesn't matter several egg. It doesn't mean every egg will get fertilized. Не значи дека секоја клетка дека ќе се фертилизира и дека ќе се направи ембрион и дека ќе се направи ембриотрансфер. Тоа зависи од многу работи, од квалитетот на јајната клетка, на сперматозидите, на лабораторијата, од многу фактори. Но бидејќи таа не реагира на хормоните, незината резерва е многу ниска, затоа најверојатно и квалитетот на јајната клетка не е толку добар, затоа го има таа стика. Благодарам ви за вашето прашање и сигурен сум дека сте задоволни од одговорите на двете прашања, а добре дојде до уште едно јавување, посакувам, повелете. Ало, добар ден. Да, добар ден, господја. Морам да ве поздравам да првин, пошто сте прекрасни и секогаш имате одлични гости. Ви благодарам многу и одлични гледачи кога имаме дополнително не мотивираат. Така, фала ви многу. Едно прашање до докторот. Пред 2 месеци, значи, направив прв пат инвитро. Значи, прво, со тоа што беше успешно и се разви, значи, плодов дока некаде 8 недела, но беше со мал развој, значи, со бавен развој, и не ми разви срцева акција. И сега моето прашање е кој може да се причина фактори за да дојде до такво нешто. Ви благодарам многу и многу среќа и успех при следното инвитро. И немојте да се откажувате, повелете. So I should take some translate. Повелете ли да го повторам прашањето? She said that she has немаше срцева акција. One in vitro before and it was successful. It was like 6 months ago, I think. And she got pregnant, and in the 8th week she had to make an abortion because she didn't have a heart action, and it was developing very slowly.
What was the reasons? Okay, for this kind of situation, we can have several reasons. First reason, she can have some embryo can have some genetical aneuploidy. Second things, her receptivity is not that much good, so that's why she expelled the embryo. Third things, after embryo transfer, she needs some additional therapy, additional support, which will help to hold this embryo in endometrium. If she can come with all these results, what she has before to our clinic, so we will check all the results, all the history about her station, and we will give them exactly answer, and we will try to find solution for her. Да, со овој одговор уште сакам да се заблагодарам за вашето денешно гостување и она што дали остане уште нешто што сакате да додадете на крајот? End of this program, so I can say for all of our patients, all of people who is watching us, so every day we have new hopes. Everything, for every problems, we have some solution. Also, medicine is like this. Сви имаме нови решенија и ќе пробаме да најдеме решение за сите работи, така што ги чекаме во нашата клиника. Doctor, one question arrived. It is, do you work with sperm donation? Yes, exactly. We are working with работиме со донација на сперма. In Macedonia, во Македонија легално може да се работи од комисијата за здравствената комисија, така што купуваме сперма од Данска. Ако не контактираат пациентите, ќе им објасниме целата процедура како оди. За сите понатамошни информации, јас ви упатувам на 0227343550, телефонскиот број на Newborn Clinic, или каде што ние создаваме живот. Со ова мото на Newborn Clinic ви се заблагодарувам за вашето присуство, за ова издание на Фактор здравје и благодарност до доктор Бирол Ајдин, специјалист ембриолог, кој што беше ваш гостин. Пријатно до утре.